Националната федерација на фармери е организација која што најдолго е во Македонија, веќе околу 20 години скоро, и таа ги застапува земјоделците од сите сектори, лобира пред институциите за нивните права, нели, и ние како организација застапуваме преку 3000 членови наши кои што се од сите сектори од Македонија, и пред 3 години го проширивме нашиот домен на работа и освен што ги застапуваме, нели, и земјоделците и лобираме за нивните права, ние почнавме да работиме и да ги застапуваме и да ги бараме правата на ранливите категории на луѓе од рурални средини, а тоа се младите, жените и луѓето кои што имаат попречености. Така што токму заради сето ова како организација ние добивме и награда од МЦМС, која што награда важи за една од најтранспарентните организации во областа на транспарентноста спрема членството и демократијата, внатрешната демократија во самата организација. Посебно сме горди на таа награда и таа е заслуга на целиот управен одбор, сите членови и сите вработени кои што се во извршната канцеларија. Јас лично како председател, жена, добив и награда од жирито на ТИТ, ГОУ награда, која што награда посебно ми значи, а тоа е затоа како жена која што се бори за правата на жените од рурални средини. И ова награда ја добив во конкуренција од 35 жени кои што беа номинирани, така што сепак пак ќе кажам дека исто така е заслуга оваа награда на целата организација, на сите жени членки, на вработените и на самиот управен одбор кој што несебечно работевме и лобиравме и ги застапувавме и баравме, нели, права за овие жени од рурални средини. Да се навратиме на темата која што ја спомнавте и вие, нели, оваа година изминува, веќе ни е на крајот. Ние за земјоделците ова беше една од потешките години која што ја поминавме. Корона кризата си го направи своето. Најголем удар добивме сите ние, почнувајќи од сточарите, па производителите на пролетна зелка, раноградинарски култури, нели, што произведуваат, потоа полјоделците, ние лозарите и сега еве на крај, нели, и тутунарите. Ние како организација уште на самиот почеток, кога почна кризата, почнавме да правиме анализа и која што е прва анализа во држава направена корона кризата и земјоделството, како влие врз земјоделството. Потоа промовирање на земјоделските производи за да се зголеми свеста кај луѓето да се купуваат домашни земјоделски производи. Друга препорака беше да се промовираат правилниците за продажба од куќен праг, во каде што земјоделците ќе можат да си го додадат, да си додадат вредност на својот земјоделски производ. И ред други, да се опфатат социјално загрозените луѓе или ранливите категории, младите и жените во руралните средини. Знаеме дека обемот на работа на руралната жена се зголеми за време. Тоа го покажа и кризата, анализата која што ја направивме, така што 85% се зголеми обемот на работата на жената во куќата, во домот и на поле. Оттежнатата работа со логистика и транспорт на сезонски работници, сето тоа влијаеше на производството. Така што сметаме дека имавме една многу тешка и напорна година во земјоделието, кој што се надевам дека што побрзо ќе заврши и дека нема да има толку големи последици за воиднина. Мислам дека годинава па ни покажа некои работи. Колку е значајно земјоделството, колку е важно производството на храна. Да. Еве сега сите кажуваат како земјоделството е едно од трите клучни сектори кои треба да не извлече во посткорона периодот.
Па токму и од овие препораки кои што беа на Zoom форумот кажуваат тоа дека колку ни е битна храната, домашната храна и земјоделството. И со сето тоа, па и со самата криза, па испаднаа недостатоците кои што се случуваат во синџирот. Тука се нарушија, за време на оваа криза се нарушија и пазарните синџири за дистрибуција на храна. Тука сето тоа сноси со големи последици. Исто така недостатокот на сезонски работници. Климатските промени дополнително ни отежнаа оваа година. Знаеме како имаше проблеми во повеќе сектори од земјоделието и сето тоа допринесе да плюс финанси одвојат земјоделците за производство на храната. Затоа и ние како организација почнавме и кампањата Купувајте домашни земјоделски производи, кое што направивме една промо видео во кое што се промовираат нашите домашни земјоделски производи, се со цел да можат граѓаните да сватат дека помагаат на 180.000 семејни земјоделски стопанства кои што екзистираат од земјоделство во Македонија. И кои што произведуваат храна за нив. Како организација посебно сме горди што го направивме и филмот, се направи филмот за невидливите потпори во селото, тоа е токму за жените од рурални средини. Претходно ги спомнав тие жени дека ние како организација се изборивме за мерката 115, која што минатата година беше објавена како оглас од страна на Агенцијата за финансиска поддршка баш во овој период и за жал се уште нема одговор за таа мерка, затоа апелираме се со цел ублажување на состојбата на овие жени, што побрзо, ние го баравме тоа уште во мај, јуни месец, значи апликантките да можат да си почнат да си користат опремата која што ќе им биде дадена со тој грант. Знаеме дека имаат аплицирано над 400 жени, таа мерка предвидуваше пари за околу 100 жени. Ние, поради ситуацијата со корона кризата, исто и тоа го дадовме како препорака сите жени апликантки кои што го исполнуваат условите, да го добијат тој грант. Бидејќи жената и така, руралната жена е висок процентот на невработеноста, сега уште повеќе се зголемува со корона кризата, па така што со овие грантови само ќе им се обезбеди малку од малку социоекономски да заекнат. Еден од проектите кои што го спроведува Националната федерација на фармери е многу значаен за една категорија на луѓе, тоа се лицата со посебни потреби. Оваа година беа поставени во фокусот на вашето внимание со посебни акцент ставање на проекти поврзани со нив, што конкретно се презема за тие лица кои што се особено во руралните средини некако како заборавени, маргинализирани од општеството. Па лицата со посебни потреби или лицата со попречености, посебно во руралните средини, се соочуваат со огромен број на проблеми. Тоа се проблемите кои што се однесуваат на исклученоста нивна од самата заедница, недостапноста до услугите, здравствените, социјалните, образовните услуги. Најчесто тие лица се во категорија на хронично сиромашни лица, кои што се занимаваат со земјоделство и кои што живеат на маргините на нашето општество. Токму заради таа потреба и таа цел, Националната федерација на фармери во рамките на својот инклузивен пристап, во рамките на проектот From Disability to Foodability, во изминативе веќе 2 години, значи работиме на поддршка на овие лица и подобрување на нивната социоекономска положба во самите рурални средини. Овој проект практично има опфат во 18 општини во нашата држава. Преку самиот проект се поддржуваат повеќе од 250 семејства вклучени на различни начини. Од нив еден дел од семејствата се вклучени во директна поддршка преку грантови, додека остатокот во останатите активности. Целата оваа операција е во соработка со партнери од Шведска кои што имаат такви хуманитарни акции да преку живи настапи на звезди, преку плоштади собираа пари буквално за ваквите лица на голема мисија која што допре директно до руралните средини во Македонија. Апсолутно. Во Шведска свеста за потребите за поддршка на вакви проекти е многу развиена.
Практично поддршката на овој проект е преку Радио Aid, тоа е националната телевизија на Шведска, која што има своја собствена фондација и која што секогаш во време на празниците, токму во овој временски период, низ плоштадите на Шведска организира големи настани со диџеи, со популарни музичари, кај што се обидува да мобилизира што повеќе средства од граѓаните на Шведска, кои што подоцна ќе бидат насочени во хуманитарни мисии. Токму во рамките на овие нови иницијативи, нови активности, во 2019 година дел од собраните средства практично се насочени за реализација на овој проект, кој што пак ние го реализираме во соработка со нашиот долгогодишен партнер, тоа е V-Effect, и нормално партнерите од нашата држава кои што се вклучени во реализација на проектот, да не ги забравиме, тоа се 18 општини со кои што ние соработуваме и нормално во професионалниот дел Филозофскиот факултет во Скопје, катедрата за специјална едукација и рехабилитација, кои што несомнено дадоа огромна поддршка во идентификација на потребите на луѓето со попречености во руралните средини, меѓутоа и во типот на поддршка која што е потребна за да они имат подобар и поинтегриран пристап во услугите и во животот во руралните средини. Што практично добија овие лица и што како пример сакате да покажете во општеството, ако сака државата конкретно да им помогне на ваквата група на лица со попреченост, може многу повеќе да направи од вас. Ова е само како еден патоказ што се може да им се помогне. Државата секогаш може да направи многу повеќе и никогаш не е доволно. Тоа е девизата за од која што и ние тргнуваме. Ние како организација долго работиме во овој сектор и руралните средини се нешто во кое што се чувствуваме и најкомотни и најповикани да ги подобруваме состојбите на целокупното население во руралните средини. Увидовме дека лицата со попреченост во руралните средини се многу повеќе исклучени отколку лицата со урбаните средини. Така да со овој проект практично се насочивме на неколку позначени компоненти. Едната компонента од проектот се однесува на директна поддршка на овие лица преку грантови. Обезбедивме грантови за 30 на семејства. 28 семејства добија пластеници, современи пластеници, преку кои што ќе го подобруваат своето производство и ќе обезбедуваат доволно количество на храна и за своите потреби, меѓутоа и вишоците на храна кои што ќе им останат, ќе ги пласираат на пазарите, за да можат да обезбедат дополнителен приход на семејствата. Понатаму имаме 2 сточарски фарми кои што се опфатени во рамките на овој проект. Направена е реконструкција на една козарска и на една краварска фарма за одгледување практично на телиња. Тие 30 семејства во рамките на кои што не се само 30 лица со попреченост, туку и поголем дел од семејствата имаат повеќе лица со попреченост, опфатени се близу 60 на лица со попреченост кои што имаат директна поддршка од овој проект. Националната федерација на фармери како едно тело кое што е најголемо и најпредставително и ги представува земјоделците, сериозноста на своето работење ја темели врз многуте анализи кои што се прават во секоја област. Што еве годинава, ако направиме еден пресек, се работи за една емисија, еве и Бразди како емисија, ова ни е последна за оваа година, па би сакале таман еден пресек да направиме за тековното работење изминатава година околу застапувањето на земјоделците, околу сите анализи кои што покажуваат каква е навистина состојбата, особено поврзано еве како еден сегмент е само пандемијата како влијае во земјоделството. Најголем акцент Националната федерација на фармери оваа година посвети на лобирањето и застапувањето, односно на изнесување на проблемите и предизвиците со кои што се соочија земјоделците во рамките на ковид пандемијата, која што навистина направи големи проблеми и во земјоделскиот сектор. Всушност, ковид пандемијата ги истакна оние наталожени проблеми и предизвици кои што се постојат во земјоделството веќе со години. Тоа е пласманот, недостатокот на сезонски работници, лошата инфраструктура во руралните средини и нормално иселувањето на младите лица од руралните средини. Токму првиот чекор кој што се направи од ковид пандемијата е нарушување на пазарните врски. Значи, имавме одма со пласманот проблеми, падот на цената на јагнето, бидејќи јагнето не можеше да се извезува. Се погоди токму во тој период. Во тој период падна многу цената на јагнето и нормално јагнето како производ не може да се чува, значи е животно кое што расте и нормално тука со самото тоа се губи и на вредност, и на цена, и на се. Со цел да покажеме дека навистина се настанати се проблеми, Националната федерација на фармери изготви 4 анализи,
Првата анализа и единствена анализа која што досега е направена во државата за земјоделството и корона кризата е направена од Националната федерација на фармери. Таа е наша авторска анализа која што ние ја подготвивме, потоа со цел да укажеме на зависноста и на недоволната едукација и информација на финансиските производи до земјоделците. Подготвена е уште една анализа која што е анализа за информации за финансиски производи достапни за малите фармери во руралните средини, која што ја работевме заедно со факултетот за земјоделски науки, со професорките Ана Симоновска и Ивана Јаневска Стаменковска. Оваа анализа всушност морам да укажам дека покажа дека многу малку се активни земјоделците во користење на финансиски производи. Дури и оние поголемите кои што имаат приходи над 1.300.000 денари и оние кои што имаат приходи под 1.300.000 денари, со тоа се покажа дека многу малку се активни за да користат кредити, обично користат не кредити, туку своји финансиски средства кои што ги обезбедуваат во своите домашни земјоделски стопанства, и на овој пазар треба навистина големо внимание да се посвети, бидејќи не е изградена се уште довербата помеѓу банките и земјоделците. Се уште земјоделството не се гледа како вистински сектор каде што може да се финансира и да се кредитира. Она што е важно во анализата која што ние ја подготвивме како земјоделство и ковид пандемијата, морам да истакнам дека ние направивме 3 последователни теренски анализи, каде што укажавме дека најголем проблем е што се изоставени регистрираните земјоделци. Зошто? Тие земјоделци ние најмногу реагиравме за нив, првин, бидејќи се изоставени од ковид мерките, баравме и ваучери, значи земјоделците не беа вклучени ни во системот на доделување на ваучери, не беа вклучени овие регистрирани земјоделци ни во системот за дополнителни плати кои што треба да се дават, ни, што е најголем проблем, не беа вклучени ни во рамките на кредитите кои што за прв пат Меѓународната банка за развој во Република Северна Македонија ги додели, каде што беа со многу ниски каматни стапки, со добар грејс период, и тука не беа ни вклучени земјоделците, а ние сакаме да кажеме дека земјоделството треба да се зголеми, имавме нарушени пазарни врски, тоа беше тој момент каде што можеше да им се помогне. Се укажуваше на фактот на зелената нафта. Зелената нафта беше ставена во рамките на ковид кризни мерки, но зелената нафта со години е дел од програмата за директни плаќања, односно од субвенциите, и тоа е регулирано и во рамките пропишано со законска регулатива. Проблемот со пласманот и со цените не е баш оваа година. 10 години оназад имаме проблеми со откупните цени, со договорно производство и со работна сила. Во оваа година, сега, со пандемијата, имаме дополнителни проблеми. Прво имавме проблеми со полициски час напролет, баш кога требаше да биде сеидбата на пролетните и летните култури. Тогаш имавме проблем, ако јас имам дозвола да можам да се движам слободно по нивите, значи аргатите не можеа да се движат затоа што они не беа земјоделци. Так. Имавме големи проблеми. Се трудевме и намаливме и на сеидбата. Јас во име на земјоделците, во име на НФФ, како прво, ние сме чадр организација на земјоделците и повеќето на ситните земјоделци, не на оние крупните, ние апелираме до државата да превземи соодветни мерки да ги спаси ситните земјоделци. Не е доволно она што се дава субвенции. Џабе што ќе ми даде субвенција ако јас немам цена на производот. И јас треба да чекам, тому доаѓа како да сме ние социјални случаеви. Ние не сме социјални случаеви. Ние треба да сме ценети стварно како луѓе кои што ја хранат овај народ го хранат. Се почесто станува проблемот со работната сила. Недефинирањето на можноста како да влезе, да биде законски во тој дел. Големиот број на иселени лица, особено млади, станува се поевидентно, а од друга страна европските земјоделци можеби го решаваат со механизирање на процесите, но кај нас за тоа треба сериозни инвестиции, што ситните расцепкани парцели не го дозволуваат тоа. Значи Македонија е рекордер во Европа со трактори. Сега не зборувам број, ние ако имаме 65.000 некаде трактори, ние немаме повеќе трактори од Германија. Меѓутоа, по хектари, по површина, Македонија има најголем број на трактори и му доаѓа некаде 12 декари на еден трактор.
што е тоа, можам да речем слободно, тракторите ги користат и за шетање. Нерентабилно. Нерентабилно. Плюс, сите оние пазари европски, кај што ги расфрлуваат старата механизација, ја продат, ние тоа ја земаме. И ние имаме некаде, пред 5-6 години, беше 7-18 години, просек стара механизација. Сега е 20 и нешто години стара механизација. Меѓутоа, овие цени што ги кажа пред малку, нерентабилен пазар, ниски цени, немање соодветна механизација и сето тоа ние не можеме да ствараме капитал за да купиме нова механизација.